Продолжуваат пресметките помеѓу инволвираните во случајот платено убиство Ореше. Доцна синоќа запалени се автомобилот и продавницата на бабата и дедото на поранешниот заштитен сведок. Полицијата приведе две лица осомничени дека го сториле делото. Меѓу нив и осомничениот кој на јавноста е познат за нарачување на убиството на старецот во Ореше. Двајцата синоќа со автомобил се упатиле кон селото. Околу 23 часот и 30 минути истите стигнале на влезот во селото. И при тоа ДЖП сам излегол од возилото, се упатил во селото и по 15 на минути се вратил, пошто со автомобилот се упатиле кон Велес. По наредба на јавен обвинител од страна на увидна екипа од СВР Велес извршен е увид на лице место и од лице место се подигнати предмети и траги за вештачење и по целосно документирање од наша страна ќе биде поднесен соодветен поднесок. Бабата и дедото на заштитениот сведок денеска велат дека закани трпеле подолг период. Нивната ќерка пак вели дека ова е начин да му се одмаздат на нејзиниот сопруг, загрижени за својата и безбедноста на семејството. Никому ништо не се направиле. Закан имавне од кога што беше убиството во Ореше, заштитниот сведок ми е зет. Или због него ова освета ми се прави. Важно немам живот во село. Због некој што си прави ќефот, па цело село да страдаме, не можеме ние. И за тоа сакаме, дали со со било кој, ако може и со премиерот средба. Дека поново ги осудија 13 години на тој, Ѓоре Петровски, и ни кажа дека ќе дошол од Рачево, ќе ни фрлел бомби, ќе ни ја запалил колата и не можеше од Рачево да дојде и дојде тука ја запали на таткоме. И продавницата и колата. Пред 8 години беа запалени и продавницата и амбулантата во Ореше. Петровски уште едно лице за ова дело добија казни затвор во траење од по 4 години. Само една недела подоцна беше запален и автомобилот на судијата кој го водеше предметот. За случајот Ореше пак Петровски и браќата Ѓоргиевски добија вкупна затворска казна во траење од 33 години. Овој предмет сега е во Скопска апелација по поднесена жалба.